Драги гледачи, 9-та година поред во Прилеп ќе се одржи фестивалот на краток филм Винтер Априкотс, чии што организатори се двајцата мои денешни соговорници, Елена Мелончели од Италија и Дарко Ѓорѓиевски од овој град. За тоа што ќе се случува на фестивалот и што ќе има можност да погледне публиката, ќе поразговараме со они двајцата. Разговорот го започнуваме со Елена, како што кажаме доаѓа од Италија, но веќе 9-та година тука заедно со Дарко го организирате овој фестивал. Се одржува ова година 3 дена, 6, 7 и 8 февруари. Што ќе има можност да погледне публиката? Фестивалот ќе биде за 3 дена и како секоја година многу интересно ќе биде програмата со ов програм и официјални селекции. Официјални селекции ќе биде за кратки филмови, македонска, балканска и официјална интернационална селекција. Во секоја селекција ќе има 10, 12, 15 филмови, кратки, анимирани, документарци, фикција, многу интересно ќе биде и многу интенсивно, ама убо. И во четврток ќе има во ов програм уште една селекција од филмови, танцови филмови, во соработка со италијански фестивалот за танц и танц филмови Фори Формато во Дженова, со селекција од филмови во соработка со Асоцијацијone Augenblick, една уметничко друштво. И тоа е традиција фестивалот. Првата година имаме ова селекција во соработка со Фори Формато и мило ми е многу дека ја поддржиме соработката. На страна... Колку филмови ќе има можност да погледне публиката? Околку 50 филмови, да. Од кои држави? Од сегде. Од целиот свет? Да, од целиот свет. Да. Многу диверситет од филмови, многу е битно за Винтер Априкотс. Да имаме, не сакаме да имаме само филм од Европа или од поблиски кинематографија, ама битно е да експлорираме и да гледаме и да разбираме и да учиме што има и што се прави во други земји. Колку се труди Винтер Априкотс да биде блиску до фестивалите што се одржуваат во Европа од ваков жанр на краток филм? Колку се труди? Колку е блиску до тие фестивали? Тешко прашање, дури во светот филмски фестивали има многу различни фестивали. И јас лично мислам дека Винтер Априкотс не е далеку, не е толку далеку од фестивали дека има во други земји, дека има по партизанска душа, не знам како да кажам. Значи повеќе така се работи од љубов отколку за пари за некаков интерес. Не е толку многу за пари или за интерес, толку за не е толку формален како фестивалот и вакви фестивали има секаде, ама во исто време сакаме да правиме некој чекор, да одиме поблиску до европските фестивали? Да, до поголеми, со повеќе структура фестивали и тоа. Како може тоа да се постигне, со повеќе пари и финансии или? Сигурно за настан треба пари. За добар настан љубов е што мора да се има, ама пари треба. Ние правиме што можеме да правиме, ама реално ако сакаш да имаш повеќе денови или гости или работилници за млади, мора да имаш повеќе пари. Дури треба да ги invite
луѓе. Да се поканат. Да се поканат луѓе и некој минимален буџет треба да го имаш и тоа 100% ќе биде различна за фестивалот. Значи, поголема поддршка и од државата, но и од бизнис секторот, од општествено одговорни компании кои што на еден начин би нашле свој интерес во рекламирањето преку овој фестивал. Да, апсолутно. Елена, ти благодарам на разговорот. Драги гледачи, како што можете да забележите, Елена го научи македонскиот јазик за овој период од 9 години, додека се прикажува овој навистина интересен фестивал тука во градот под Марковите кули. Наш втор соговорник е Дарко Ѓорѓиевски. Како што најавивме, Дарко, кажаме дека 50 на филмови ќе бидат прикажани. Колку стигнуваат кај вас за селекција, како се одбираат, колку време трае тој цел процес? Вака, значи, процесот на пријавување, гледање и селектирање филмови, веќе 9 години, бидејќи го работиме ова нешто, е стандардизиран за нас како фестивал и веќе неколку години следиме една иста формула. Пријавувањето се врши на една онлайн глобална платформа, која што ја користат фестивали од сите фестивали од секаков профил и големина, Film Freeway се вика, и таму ние ги добиваме филмовите. Просечно, сега секоја година варира, меѓутоа во да речем последниве 5-6 години се стандардизира бројката на некои околу 1000 пријавени филмови. Ние ги прегледуваме како тим за селекција и од нив стигнуваме до некои финалисти од прилика од 10 до 15 филмови. Колку мина се вклучени во таа комисија селекција? Во моментов и во изминативе години селекциониот процес го вршиме јас и Елена и потоа значи избираме жири членови кои што се гости на нашиот фестивал со физичко присуство, на кои што им ја даваме обврската и задачата да ги прогласат победниците. Колку време треба да се прегледаат сите тие 1000 пристигнати филмови? Кажаме дека се кратки, но сепак 1000, бројката е навистина 1000. Да, времето потребно за квалитетно да се прегледаат такви филмови е доста големо, значи тоа е една интензивна работа која што приближно одзема некои 2 до 3 месеци за нас двајцата, со регуларна дневна, да речем, навика на гледање филмови и точно, значи, станува збор за краток филм кој што самиот по себе е многу интензивен како содржина и како форма и е тоа едно, како да речем, искуство кое што за кое што е потребна и концентрација и силен карактер и расположение да се остане присебен, а во исто време и да се задржи чист ум и да се избери селекција погодна за фестивалот. Навистина голема бројка, како што кажаме, се работи за филмови од буквално целиот свет и од различни жанрови. Точно така, значи повикот е отворен за целиот свет и од целиот свет се пријавуваат филмови. Ние водиме и статистика, буквално значи има и од некои земји кои што за нас се и скоро непознати, даваме шанса на сите можни продукции во светот. Дали за 9 години веќе полеку овој фестивал го препознаваат кинематографите, авторите, па и оваа бројка се должи на тоа да сакаат да бидат дел од овој фестивал? На наше задоволство мислам дека да, значи ова издание како 9-то веќе има некакви сигнали на сериозен интерес и прашања како од локалното население во градов, така и од веќе наши контакти и пријатели од полето на филмот, значи прашуваат како е оваа година, докаде сме и така натаму и така натаму. Освен значи прикажувањето на филмови, фестивалот поддржува во последните години и музички дел. Точно така, значи практично од самото основање, од почетокот на фестивалот, музиката не е изоставена. Еволуираше бројот на концерти и форматот кога и како. Годинава, како и во последниве неколку години, значи ќе имаме 2 музички настани, 2 концерти на отворањето и на затварањето на фестивалот. На отворањето на фестивалот ќе имаме еден акустичен квартет кој што по подолго време се реактивира со нов материјал, станува збор за
групата Калевала, една исклучително квалитетна група создадена од зрели и талентирани музичари кои што го застапуваат, да речеме, оној world music жанр, меѓутоа со примеси на секакви разни стилови. Тоа е во четврток на отворањето, а на затварањето, значи, ќе имаме можност за прв пат во Прилеп еден многу енергичен, алтернативен рок состав од Скопје, бендот Занаду, со кој што ќе го затвориме фестивалот. И еве за крај, целта на целиот фестивал е да се запознае тука публиката со она што во смисла на филм се случува на светската сцена. Колку успевате во таа ваша мисија, еве 9-та година, идната година ќе правите еден јубилеј. Точно така. Една од многуте цели е и да се донеси она што ние сметаме дека е квалитетно и актуелно во полето на филмот, на нашата публика. Мислам дека успеваме во тоа, дека регрутиравме една солидна критична маса која што не следи, која што не само што не следи, туку и има некаков критички став стекнува за филмовите и така натаму, така да ние сме задоволни, се надевам дека ова 9-то издание и после и 10-тото издание што следи ќе биде една круна на нашиот еволутивен пат, да речем, во овој фестивал, со овој фестивал. Како што кажаме, 6, 7 и 8 февруари, каде може гледачите и сите заинтересирани да ги најдат и да ги купат картите, кои што оваа година имаат и една стилизирана форма, не со обични хартиени карти, него ќе им останат како еден спомен од присуството тука. Точно така, значи тој детал за нас е многу битен што го потенциравте, односно самиот тикет, самата влезница представува фрагмент од уметнички дела на една многу квалитетна наша локална прилепска уметница која што живее и работи во Кина, Александра Ацеска. Незините дизајни се практично картите за оваа година. Картите започнаа со продажба денес и можат да се најдат секој ден во кафе галерија Лувр од 10 до 13 часот или може слободно да се резервира на Facebook или на приложен телефонски број. Благодарам за разговорот. Ви благодарам уште на Шелена и на вас, драги гледачи. Секој оној што сака да ги погледне филмовите на Винтер Априкотс, како што кажавме, може да дојде тука да ги набави од Прилеп или да си ги резервира онлайн. Да се надеваме дека ќе ве заинтересира овој разговор и дека сите оние љубители на оваа уметност 6, 7 и 8 февруари ќе бидат присутни тука во Прилеп.